Во текот на вчерашниот ден гласаа болните и изнемоштени лица, затворениците, притворените, како и внатрешно раселените. Гласачкото право вчера го искористија болните и изнемоштени лица. Сите 5025 лица кои се во домовите го оствариле своето право на глас, така што биле посетени од избирачките одбори. Гласаа и 9 внатрешно раселени лица. Тие гласаа од 7 часот наутро до 19 часот и како што соопшти од Државната изборна комисија, гласањето се одвивало без проблеми. Во општина Битола гласале 64 болни и изнемоштени лица. На ден пред локалните избори, на 13 гласачки места во казнено-поправните установи, можност да гласаат имаа 1882 осуденици. Од затворот во Битола гласале 49 затвореници, од кои 25 се битолчани. Своето гласачко право вчера го искористиле вкупно 76 лица кои се од Битола, а се на издржување на затворска казна ширум затворите во земјава, вклучително и оние 25 од затворот во Битола. Од Државната изборна комисија информираа дека во казнено-поправните установи излезеноста била помеѓу 68 и 70%. Од канцеларијата на Народниот правобранител пак вчера информираа дека половина од затворениците не можеле да го остварат своето право на глас, затоа што ги немало во избирачкиот список. За информациите дека дел од затворениците во затворот во Идризово не успеале да го остварат своето гласачко право. Портпаролот на ДИК Љупка Гугучевска рече дека ДИК дополнително ќе работи на утврдување на бројот на затвореници кои не гласале, како и на причините поради кои тие не биле запишани во избирачкиот список. Секој од нив може да поднесе приговор за заштита на избирачкото право, пошто лично ќе му се одговори зошто тоа право му било нарушено, изјави Гугучевска, која додаде дека и на претходните избори имало затвореници кои не гласале, а главно поради немање валидни лични документи.